Добро дојдовте во новото издание на Зебра. Синхронизираните телевизиски серии веќе неколку години се присутни во македонскиот етер. Последните неофицијални најави се за размислувањата на некои од телевизиите дека и телевизиските серии, но и филмовите од англиското говорно подрачје исто така наскоро ќе доживеат својата премиера синхронизирани на македонски јазик. Токму затоа денеска ја отвараме темата дали синхронизирањето на телевизиските производи добива или губи од нивниот квалитет. Добар ден и од нас. На синхронизирањето на ТВ новелите во Македонија се реафирмираше од пред 9 години и тоа е еден метод кој што се користеше во периодот на 80-тите и 90-тите години на минатиот век, кога постоеше само една телевизија Скопје. И во тој период никому од нас не ни пречеше да ги слушаме поземените гласови на Димче Мешковски, на Владимир Дади Ангеловски, Таска Балабанова, како ги синхронизираат документарните серии што беа од типот на Обстанок или цртаните филмови за Мечето Ушко и сите од серијалот на Волт Дизни. Сега живееме во еден период кога во тренд се ТВ новелите. И на тој начин се даде една можност и на актерите, а и се дојде до суштинска потреба истите тие да бидат синхронизирани од неколку посебни причини кои што се многу важни за културното и општествено живење во нашата земја. Се покажа потребно пред се заради заштитата на македонскиот јазик. Значи во денешното време кога што го живееме, кога македонскиот јазик е угнетуван и кога е нападнат од сите страни и однатре и однадвор, зборувам, синхронизацијата е еден од методите за зачувување на македонскиот јазик. Особено имаме во предвид, за жал е така, значи зборувам за жал, многу млади луѓе денеска ги гледаат истите тие ТВ серии, но кога веќе ги гледаат, јас сум застапник на таа теорија да се синхронизираат на македонски јазик за да го владеат и научат македонскиот јазик и правилната негова употреба. Втората оправдано зошто се потребни и се добри синхронизациите на овие ТВ новели е што најголемата таргетна група се луѓе над 50-60 годишна возраст, особено жените домаќинки, кои што најчесто имаат и некој од нив оштетен вид и секогаш кога биле со титлови претходно уредувани тие серии, наидувале на проблем и на недоволно разбирање на тоа што е кажано во серијата од страна на актерите. Не е доволна само емоцијата на актерот во серијата како го ја произнесува, туку е многу важно и текстот да се слушне, така да овој тип на синхронизирани серии помага и на луѓето од таа повозрастна граница да ги разберат и да бидат верни гледачи, што и впрочем се. Од друга страна да не заборавиме дека не се синхронизираат само ТВ новелите, индиските, турските, шпанските серии, туку се синхронизира таа традицијата на Димче Мешковски. Се уште имаме синхронизирани цртани филмови кои што се исто така влијателни и за децата кои што се уште не го разбираат јазикот, не го читаат јазикот, не ја знаат азбуката и на тој начин тие се описменуваат и се влијае културолошки и едукативно кај нив. Тоа се основните функции на телевизијата, освен да информира, и таа воедно и едуцира и забавува. И на крај, како една целина да заокружам, мора да ги ставиме, да ги видиме примерите на развиените демократии и општества. Значи, со децении наназад, Германија, Франција, па Литванија, Данска, па и соседните земји како што се Грција и Бугарија, го користат надсинхронизирањето во сите телевизиски програми, што се различни од нивниот мајчин јазик и на тој начин не само што се заштитува мајчиниот јазик, туку се едуцираат воедно и луѓето за употребата на правилната употреба на мајчиниот јазик. Затоа сметам и дека не многу ми ќе речем глупава таа теза кога се вели дека се оневозможуваат гледачите со синхронизирањето да научат некој странски јазик. Странскиот јазик се учи во центрите за странски јазици, на посебни курсеви, а на овој начин ние го заштитуваме македонскиот јазик, ги учиме нашите деца, им даваме можност на оние кои што немаат можност да читаат титул, да ги следат редовно сите програми што одат во етер. Значи не би се согласил во две работи. Прво,
фактички тој е суштинскиот проблем по мене на синхронизацијата, масовноста со која што денеска таа се практикува и неквалитетот кој што се крие зад нејза. Значи, самата синхронизација како или надсинхронизација како форма не е дискутабилна, таа постои како што и кажа и ќе постои и така натаму. Меѓутоа, во тоа што кажа во Македонија, да речем јас кога сум растал до крајот на 90-тите негде, таа се користеше само за едукативни програми и за цртани серии. Значи тоа беше за намената за оној дел од публика која што се оформува, значи која што ги учи работите за животот, се запознава со светот и така натаму. Значи тоа сепак беше ограничено на некоја практична и корисна работа за помладите генерации. Масовност до ова ниво како сега никогаш нема, значи тогаш се еметуваше и Далас, се еметуваше и Династија и други ТВ новели, меѓутоа ниту една од нив не беше синхронизирана и тоа беше една од Штета. Не знам дали е штета или е добро, меѓутоа во секој случај тоа не беше на ниво на кое што е денес. Тоа е една работа, а втора работа околу делот со по старите личности, тоа дека не можеле да слушаат или да гледаат. Значи денеска технологијата е многу унапредена и постои опција секоја телевизија доколку сака и доколку е желна да ги вложи дел од тие профити кои што ги прави на грбот на синхронизација и на теленовели, може со едно копче да овозможи постарите лица да гледаат синхронизирани серии, помладите да гледаат со титул, а дури и глувите лица да можат да гледаат со сигнализација за глас. Значи тоа се е возможно и може да се изведе во исто време. Меѓутоа, тоа тие не го прават од проста причина бидејќи преку синхронизација во моментов се продава ефтина забава, а преку ефтината забава се прават огромни профити. Значи тоа е суштинскиот проблем по мене со тоа што сега таа синхронизација е доведена на масовно ниво. А тоа е можно интересно бидејќи се случува во време кога американската, британската, германската, француската ТВ продукција и филмска продукција доживуваат една ренесанса. Значи имаме исклучително квалитетни драмски серии, нормално и таму има неквалитет, и таму има реални шоуа кои што ние не мораме да ги гледаме, меѓутоа има исклучително добри серии кои што ние не ги купуваме бидејќи нормално се поскапи и нашата публика не може да ги гледа. Потпирајќи се на блискоста културолошка наша со турските со Турција, да речем, или со народот таму, и со фактот дека се користи синхронизација, значи ни се обраќаат освен културолошки и на јазик што го разбираме, се продава ефтина забава која што зазема дури и 10 часа од нашите ТВ програми. Значи тоа е главниот проблем што преку малку вложување, само со мало шминкање на македонски јазик синхронизација, нашите телевизии продаваат ефтина забава за која што денеска децата и во градинки дискутираат, дебатираат, ги знаат главните ликови, одржуваат представи и така натаму. Значи, таа масовност е суштинскиот проблем. Морам тука да ти контрирам затоа што ние тука не дискутираме за потеклото на сериите, значи дали тие треба да се гледаат, туку 20 години таа дебата се води во Европа, дали синхронизација или титлување. Впрочем, затоа има типично земји кои што типично се држат за титлување и такви кои што секогаш се приврзани за синхронизацијата, како што ги набреа Игор Франција, Германија, Италија, Шпанија, визави скандинавските, Холандија и така натаму, само Британија и Ирска 50-50 ги користат двата метода. Всушност ова тема била предмет на истражување на двајца комуниколози од Велика Британија и еден од Холандија и јас на нивното истражување ќе се повикувам во аргументирањето во корист на синхронизацијата. Имено сите што се занимавале со титлување го знаат правилото од 6 секунди, односно вие можете да ставите две линии, односно тоа се вкупно 64 карактери вклучително и празни места за 6 секунди. Тоа е максимум што може како слика да се овозможи. Тоа би дошло за една секунда 10 карактери или околу 2 зборови. Кога се говори во говорниот текст, вие за една секунда изговарате повеќе од 2 зборови. Затоа кога се титлува, всушност мора да се намали дел од текстот, да се адаптира. Тоа значи истражувањето покажало дека Холандија, која што увезува 1/3 од својата телевизиска програма, до 30% од текстот се менува во самото титлување. Бидејќи ова го ставам фокусот на ова, зашто ние зборуваме дали самата програма губи нешто од својата вредност, односно прашањето на кој начин информацијата најдобро стигнува до гледачот, дали преку титлување или преку синхронизација. Од друга страна, кога вие следите со титул,
има еден дефокус од сликата, бидејќи човечкото внимание не може во исто време да прати и сликата и титлот. Тоа значи дека еден дел од вниманието е фокусирано на титлот и се пропушта таа уметничка или било каква документаристичка вредност од сликата. Трето, потребен е поголем ментален напор на гледачите за да читаат, слушаат и гледаат во исто време, наспроти тоа само да гледаат и да слушаат. Всушност во тоа е и трикот, односно во тоа лежи и успехот на комерцијален успех на овие серии кои што се синхронизирани. Да бидам искрена, кога за прв пат се воведе синхронизацијата на еден во 2009, ако не се лажам, сите ние се смеевме, многу ни изгледаше гротескно сето тоа, меѓутоа денес едни од најдобрите актери се вклучени во таа синхронизација, Владо Јовановски, Сабина Ајрула, Бедија Беговска, Билјана Беличанец, Љутков и така натаму, значи кои што се бријантни како актери и како на одличен начин можат да доловат експресијата на оние актери кои што, односно на ролите во турските серии или од каков и да се карактер. Значи сепак сакам да кажам дека ние тука зборуваме за не дали ги браниме турските серии, туку на кој начин тие да бидат пренесени кога веќе ги имаме, што е корисно. Понатаму, во самиот превод постојат во оригиналниот јазик на кој што зборуваат шеги што не можат да се преведат. Кога вие имате титул, гледачот ја гледа, поголема е веројатноста да ја забележи дискрепанцата меѓу она што е кажано и кога е буквално преведено, отколку кога е титлувано, односно отколку кога е синхронизирано, Значи, тоа го утврдиле и во ова истражување. Во тоа истражување биле вклучени деца од 2, 4 и 6 оделение и се покажало дека кога иста програма ја следеле на англиски јазик, прво синхронизирано, потоа титлувано, децата многу и вербалниот и визуелниот дел подобро во детали го запомнале кога тој бил синхронизиран. Сите овие практични аспекти придонесуваат овие големи држави, меѓутоа да се држат конзистентно за синхронизацијата и покрај нападите за национализам, тие никако не отстапуваат од тоа. Меѓу другото, како што рече Игор, тие ја штитат чистотата на нивниот јазик. Ние имаме, може да се рече, овие актери кои што ги синхронизираат турските серии, колку и да звучи тоа сега парадоксално, јас ги гледам како чувари на јазикот, затоа што новинарите или сите луѓе кои што се појавуваат на телевизија би требало да бидат тоа, меѓутоа заради нападот на србизми, англицизми, странцизми, погрешно акцентирање, погрешна акцентски целости, лоша интонација, несоодветна мелодика, може да се рече дека настана замена во ролите. Токму тие актери не потсетија на убавиот сценски говор. Тој говор, например, во Германија е пример репер за правоговорот. Тој е репер како треба да биде, значи, стандардниот говор и на некој начин не потсетија на мелодијата на македонскиот јазик, а мислам дека потребата за негово зачувување е на едно алармантно ниво. Тоа се воглавно. Значи, во контекст на ово што го зборувавте дека синхронизираат исклучиво Германија, Италија, Шпанија, Франција, точно, но секогаш имаат опција и истите филмови секогаш се прикажуваат во две опции, синхронизирана и оригинална. Значи, гледачите имаат можност да одберат. Тоа е она што ние го немаме како опција, затоа зборуваше и Саздо пред малку. Германија може да си дозволи да има актери чија што основна работа е надсинхронизација, значи може да си дозволи да има актери кои што ќе синхронизираат исклучиво еден лик, односно еден американски актер или двајца или тројца максимално, и кога нивниот глас луѓето ќе го слушнат во етер, веднаш го идентификуваат со тој лик. Тоа може да си го дозволи една држава која што е Германија. Ние не сме Германија и ние не можеме да си дозволиме секој лик кој што ќе се појави во некаква серија да биде надсинхронизиран од македонски актер. Што се однесува, значи, до инаку во контекст исто на Италија и на Шпанија, значи не ги синхронизираат само оние производи кои што ги сметаат за високо интелектуални или така наречените арт муви, значи уметнички филмови, што автоматски, значи вие доколку тоа го правите, ставате до знаење дека публиката на која што и сервирате синхронизирани серии е релативно неедуцирана, значи таа е публика која што мора да и сервирате на нејзиниот матичен јазик за да ја свати поентата на серијата или на филмот, што е во најмала рака навредливо. Што се однесува до јазикот, значи само направете споредбата меѓу луѓето кои, значи германците, италијаните, шпанците, французите, колку јазици странски зборуваат тие во споредба со оние што ги спомена Маја, скандинавци, холанѓани и така натаму.
Не може да кажеме дека синхронизацијата го чува македонскиот јазик. Синхронизацијата не може да го надомести тоа што е препуштено во образованието, во основното образование. Ние го знаеме нашиот говор, ние не знаеме да го пишуваме. Погледнете ги само статусите, написите, све што е излезено во етер на наши познати личности, значи тука не зборам само за новинари и политичари и така натаму, зборувам и за професори, значи погледнете ги нивните статуси кои што ги имаат на нивните социјални профили, да видите какво е тоа фрапантно непознавање на пишаниот македонски збор. Ние македонскиот јазик го зборуваме. Ние пишаната форма не ја знаеме. Добро, дозволи да дозавршам. Значи не може да очекувате дека луѓето ќе учат македонски јазик од синхронизираните, тоа е смешно. Значи да очекувате дека луѓето ќе го научат и ќе го знаат литературниот македонски јазик е смешно. Напротив, само им невозможувате на оние кои што сакаат да фатат фраза, да фатат разговорен дел од некаков друг странски јазик, тоа да го направат преку телевизија. Сега, ако сакате да ни докажете дека тоа што ние читаме титул во последниве 30 години од кога сме научиле да читаме и да пишуваме, дека тоа невозможило и ја скратило перцепцијата на некакви уметнички форми, мислам дека е далеку од реалноста и воопшто не издржан аргументот дека македонскиот јазик го заштитувате само преку зборување, односно синхронизација на турски серии. Да имаме ние наша македонска продукција, да, се разбира, но кој сегмент од македонскиот јазик го заштитуваме во синхронизирање на серија од странско говорно подрачје, кое и да е. Но во овој контекст, бидејќи малце подолго траеме, да ги погледнеме изјавите и на двајца актери, луѓе кои што се директно инволвирани, значи во синхронизирањето, и да ги погледнеме нивните ставови за и против. Во денешно време во експанзија е ТВ продукцијата со извонреден квалитет, се прават извонредни серии од типот на Game of Thrones, Sherlock Holmes и така натаму, а ние македонската публика е осудена да ги следи турските серии. Што се однесува до самата синхронизација, тоа не е нешто што е измислено во Македонија. Постои одамна и во Италија, во Германија, Унгарија, Србија не, Бугарија, Грција, Русија, ако не се лажам. И нивниот главен аргумент за тоа зашто постои насинхронизацијата е зачувување на јазичната традиција и заштита на истата од англискиот јазик кој што метастазира на глобално ниво. Со таквата теза не можам да се сложам, затоа што англискиот јазик е прифатен како универзален јазик и мислам дека тоа е добро, а исто така не сум сигурен дека е добро да се лишуваат децата кои што ги следат тие ТВ продукти од изучување на друг јазик. Мислам дека за да овие аргументи стои друга заднина, и во тие земји, а посебно овде кај нас, мислам дека се работи за нешто друго. Со насинхронизацијата се обидуваат да ги приближат овие ТВ продукти на просечните и полуписмени гледачи. И придобивките кои што ги добиваат актерите со дополнителни екстра хонорари се премали во однос на штетата која што се нанесува со самата насинхронизација. Пред се, тоа е едно нешто што се практикува во Европа веќе години уназад. Конкретно Германија нема странска програма која што не е насинхронизирана. Се со цел да се заштити и да се зачува мајчиниот јазик. Кај нас дојде тоа некако многу покасно, не најде баш на отворени врати во почетокот, беа скептични, па зашто да не го слушам англискиот јазик, турскиот јазик, италијанскиот, се едно. Меѓутоа, сепак тоа е нешто донесено со закон, кој што вели мора да се заштити македонскиот јазик. И не знам колкав процент од странската емисија мора да биде надсинхронизирана. Навистина многу напреднавме. Во почетокот бевме збунети, на сите ни се случуваше, одиме да снимаме во еден термин, се што успеваме да снимиме 2 епизоди. Јас вчера снимив 5 епизоди, значи 5 големи епизоди од по саат и пол за истиот термин за кој што сум снимала само 2 епизоди. Така да се е искуство. Сепак кажав, тоа е веќе работа од 4 години. Јас сум во почетокот влезена со надсинхронизација, така да се повеќе и повеќе се усовршувам. Многу повеќе ми се свиѓа од надсинхронизациите во другите земји. Например во Бугарија ти го слушаш и странскиот глумец како говори,
а бугарскиот актер тоа го чита како од весник. Ние имаме часови на академија, значи игра пред камера, игра за радио, игра за во театар, така да тоа е дел од нашата професија. Значи, јас не знам кој подобро би го работел тоа, освен нас актерите. Контрадикторна е аргументацијата дека странски јазик ќе се научи преку телевизија, ама не може да се научи домашниот јазик, мечениот Домашниот го јазик. знаеш. Значи зборуваме за Домашниот правилно, го знаеш зборуваме јазик. за мелодија, зборуваме за правилно. Пола новинари немаат правилна на реченицата правилна синтагма. Не само новинарите, сите што зборуваат, политичари. Јавниот говор е во криза. Значи, Ама тој од синхронизирање на серии ќе па го меѓу научи. другото, мелодијата, начинот на кој што актерите го А пренесуваат. ќе пишуваме тој- во следниот век. Ќе Значи, учиме или- како се пишува заедно или одвоено, не Добре, можам вака да ќе се го кажи така прашам. Може ли начин. вака да поставим дискусијата? Например, нашите политичари често користат пример дека ние сме или ќе бидеме некоја си информатичка сила. Тие деца кои што ќе учат да програмираат, на што ќе програмираат, на македонски? Не, во Значи, ред, ќе е, програмираат тоа на си англиски. постојата, ама не е Тоа sad. Ова не е тоа е дебата суштина- дали да не, не учи не, на не, странски гледај, јазик, не, меѓутоа турски немам среќа до дете што турски јазик сака да учи. суштински преку е проблемот турските затоа што при подсинхронизација се крие неквалитет. Тоа е проблемот, затоа Ама што неквалитетот тоа се користи и оправданието дека е за заштита на македонскиот јазик. Еве, во 2011 македонските телевизии најголемите имале профит 4,5 милиони евра. А титлувањето? Зошто тие 4,5 милиони евра не го искористиле во своја продукција? Не, Зашто не направиле затоа- своји серии со неа Ќе нема дојдеме до тоа, заштити ќе дојдеме повеќе и до јазикот? тоа. Неквалитетот на телевизиската замена на програма како турски серии што не се квалитетни и не се доволно едукативни за гледачите, тоа е сосема друга тема од потребата дали треба или не треба да се синхронизира нешто на македонски јазик. Да одговорам само на едно прашање за кое што го начна Ели. Да, во образовниот систем треба да се учи и да се негува македонскиот јазик, но да не ја забравиме моќта на телевизијата и на интернет медиумот кој што ги има врз развојот на денешните деца и денешната младина. Она што го кажува Маја, не само Ама со јас се новинарите, со согласувам сите дека јавни треба да се личности. синхронизираат документарни серии и цртани филмови, но не гледам како некој ќе го научи собствениот јазик да го зборува правилно преку синхронизирање на каква и да е серија. Клучно е масовно синхронизирање. Масовно синхронизирање, Зошто точно. синхронизацијата по ние сега за методите зборуваме. Зошто синхронизацијата по дефолт значи дека е неквалитетна, а титлувањето што ако преводот не е Не викам квалитетен? јас дека- ние Ама тоа методите е истото Јас- важи за едното и за другото, до Апсолутно, преводот. тоа Како што кажав на зборувам. почеток, синхронизацијата како форма не е спорна. Македонските телевизии во моментот, бидејќи е ефтин метод на кој што може да ќаруваат профит, само Знаеш заради што? тоа ја Заменуваат користат. со Само заради тоа ја Не, користат. титлувањето е многу поевтино од Не, синхронизација. авторските, 100%. не, лицензирањето. Токму затоа Лицензирањето странски лобирањето. серии е поскапо. Лицензирањето странски квалитетни филми е поскапо. Ама ти замена Поевтино на е да тези купиш. правиш. Не правам Сега ја ние замена на зборуваме тези. дали тие исти турски серии да бидат титлувани или синхронизирани. Значи не и на телевизија. Ти гарантирам дека е многу поисплатливо да ги титлува отколку да ги синхронизира. Нема да ги плати Ама прво сите тие треба да ги хонорари купи. на актерите, Ама прво треба да ги Но купи. затоа лоби Меѓутоа- групите за синхронизирање се поголеми, бидејќи Не се работи за синхронизирањето лоби, се работи за- вработува повеќе луѓе. Се работи за Сега тоа- ако треба нечии хонорари да ги замениме за квалитетна програма, мислам Сакаш да речеш дека газите на лобито е телевизијата празно. заради лобирањето одлучуваат? Не, заради Сигурно, комерцијалниот по успех на тие серии кои што ги прави достапни за гледачите. За Затоа кој што гледачи кога ги прави достапни? па за тие што се таргет на турските Кои се серии. таргет? Аха, Добре, на вака, турските серии. ајде, пошто А за тоа Маја, дискутираме. бидејќи 23% истражувањата покажуваат дека луѓето, додека е вклучен телевизискиот приемник, се занимаваат и со некоја друга работа. А кога е синхронизирано, тие можат да пегла, да готви, да прави се и да ја прати програмата. Значи сакаш да кажеш дека зборуваме за таргет група на домаќинки, она претходно што го спомна и Игор, значи од 50 години нагоре. Тогаш дајте таа таргет група да си добие Па тоа е. синхронизирана Ама Ели, програма за Ама себе. Ели, Не може дали вие- во премиерните термини на секоја телевизија да имаме константно синхронизирано. Ама сега дебатата не не зборуваме дали вие ние за тоа, дебатата значи не е луѓе не или, зборуваме значи, ние за дебатата квалитетот или на или. телевизиската програма не зависи синхронизацијата. Значи темата на нашата дебата е дали е потребна синхронизацијата и дали е тоа квалитетно или не. Ајде вака Ние да- велиме да, за квалитетот. За да треба тогаш телевизиите се тие кои што ја нудат нашата програма. Дали они ќе откупуваат турски серии за поевтини пари или CSI ќе ги откупуваат
целиот серијал или холивудски блокбастери, тоа е нивно индивидуално право. Тука не можеме да се мешаме. Тоа е друга тема и друг проблем на разговор. Синхронизацијата е полесен пат до просот. Не, апсолутно не. Јасно, не, тоа е тоа. апсолутно. Ако ние сега сме го почнале трендот на синхронизирање на телевизиски серии, јас верувам дека во догледно време ќе имаме играни филмови, блокбастери холивудски кои што ќе бидат синхронизирани. Веќе имаме таков тренд кој што се начнува во на националниот телевизиски сервис Па на, добро, на Игор, МТВ. ти како И човек верувам кој што е дека- директно во филмската и во театарската уметност инволвиран, ќе се согласи со синхронизирање, знаејќи го фактот дека гласот на еден актер, значи кој што си ја глуми својата улога, е дел од неговиот идентитет на Да филмот. одговорам, ќе се согласам во Тој сака моментот- да го дели со некој друг. Знаеш кога ќе се согласам? Кога ќе се воспостават стандардите кај нас. Ние сме сега што туку испилени на полето на синхронизацијата, далеку сме од она што го има Германија и ќе се согласам затоа што ние на тој начин ќе едуцираме актери кои што ќе го синхронизираат само Џорџ Клуни, тоа ќе биде еден актер и кога ќе се појави неговиот глас во филм каде што игра Џорџ Клуни, ние ќе знаеме дека тоа е тој актер и на тој начин е завршена приказката. Затоа што на тој начин со синхронизацијата јас сум поборник и заштитник на македонскиот јазик, особено во овие времиња невремиња. Предлагам дебатава да ја продолжиме на пејџот на Зебра на Facebook и на Twitter. Хаштазите се Зебра МК на латиница и кирилица. Фала што не следевте. Во петок се гледаме со гости на истата тема. Поздрав!